Добре дошли во 27-то издание на Политикати.мк со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријане, што правиме бе, Боријане, неделава? Ова ќе испадне историска недела за македонските интеграции во Европската унија. Вау, да. ВМРО ДПМН што прави? Да, на пола мост е сега, дал да се враќа или да поминува мостов? Види, јас во првата прогноза моја која ја дадов кога се случи таа лидерска средба, јас сум на таа позиција се уште дека ВМРО ДПМН нема да гласа. Можеш ли да ми објасниш зошто, бидејќи веќе не успеам да разберам после се ова што се случи, вакви услови, еднакви услови, што е сега всушност проблема? Прво пред да влезам во тоа една информација вака споделам која е тазе, а тоа е дека вчера е направен обид од страна на високи функционери на во прв ешалон на СДСМ да стапат во контакт со тој ешалон соодветен на ВМРО ДПМН и во неколку обиди, ако добро разбрав, од ВМРО добиле порака не си го губете времето. И јас мислам, тоа е тоа што го кажувам, дека Христијан Мицковски нема шанси да ги прифати било која од овие комбинации, тачно да не знам и од Марс донесат декларација за македонскиот јазик и идентитет. Ја слушав, извини, ја слушав на 360 ли имаше германскиве пратеници, така тоа станува веќе непристојно, непријатно, мислам. Мене ми е незгодно. Овој тип на резолуција кој што германскиот парламент ни гарантира, ни честита постојање на јазик. Да, као ние не, као кој е овој бебиситинг, кој е оваа несигурност на која сме изложени заради овие нашиве десничарски партии, што е таа инсуфициенција на самодоверба, мислам, ја не знам, треба ги ние во собранието да донесеме... Еден мал народ кој во 30 години независна држава и претходно 50 години во Југославија, ние реално имаме испродуцирано духовни добра кои, пази, за еден мал народ стварно можеш да бидеш комотен во нив, да се чувствуваш пријатно и гордо што си македонец. И стварно ова е стварно бебиситинг, тоа е таков еден комплекс на инфериорност во однос на самочувството македонско, да ја исто така немам објаснување и мене, мислам, им благодарам на германците, се разбира. Не, ја би одел чекор понатаму, ние треба во парламентот да изгласаме декларација со која ќе го признаеме германскиот јазик, големината германската култура, нација. Мислам, ред би било, не ги да, возвратиме. Тоа стварно е нејасно. Ја мислам дека и е без преседан на таква. Сега слушам дека и Макрон се спрема да доаѓа или да се обрати до македонското собрание по не знам по техникали или тука да дојде физички во Скопје. Ако разбрав, мислам дека и американскиот Стейт департамент спрема некој текст, некоја изјава, некоја од тој тип кај што македонскиот јазик, идентитет се гарантираат и така натаму. Но не се, види. Јас тоа го имам кажано, види, зашто јас само еден аспект разбирам од таа од тоа чувство, од тој страв. А тоа е таа известна непринципиелност која Европска унија има покажано и секогаш спомна Макрон, би било подобро да се ќути. Добро, тоа се согласуваме, да. И тука мислам дека оваа влада греши што не упатува малку по дигнат тон во однос на Европската унија, за да ја каже, видете, стварно е доста од тие недоветности кои се случуваат кај вас, а се одразуваат на нас. Мислам, тоа е тоа. Да се вратиме на... Објасни ми, те молам, позицијата на Мицковски, бидејќи после се што се изнаслушавме, мислам дека на сите барања му излегува пресред, дури неочекувано, дуи ќе се повлекува од влада, колку сакате министерства, кое сакате земете, еве Мицко ќе се врати на власт, ќе дојдат. Што сега треба посебно да се случува плюс? Ништо. Мислам што што треба да се случи е тоа да некој отиде кај Орбан, односно Груевски во Будимпешта и со нив да разговарам. Мојата предпоставка, еве хипотеза, стварно не навлегувам јас во конспирации, или може грешам. Но, види, има една хронологијата на настанија која земеме. Мицковски со оваа реторика потврда започнува од моментот после посетата, после средбата со Орбан во Будимпешта, кај што го видовме гушнат, прегрнат и така натаму во една пријатна атмосфера, се враќа од таму и почнува оваа една порадикална линија да ја држи. Мојата теза е дека
ова е последната можност на Груевски да направи некаков пазар, бидејќи сите други негови дел од неговата екипа тоа го направија, он извиси со бегањето. И мислам дека Мицковски тоа треба да му го испорача на Груевски, а Орбан од своја страна кој се обидува да ја зајакне таа коалиција на и либерали во Европа, која му оди доста слабо, поготово откако му изгуби Јанша во Словенија, се обидува преку Македонија да се факторизира. Односно, да биде факторот кој има влијание во тоа како и каде ќе се движи Македонија. И он таа шанса, он ги има задолжено ВМРО ДПМН во многу делови, што му овозможува да се чувствува комотен и ВМРО да го има како таквов еден фактор преку кој Орбан ќе стане фактор во седиштето, во советот на министрите. Орбан е соочен, знаеш, со разни притисоци. Му ги блокираат парите, сега се обидуваат да го прескочат, да не му дозволат да председава со Европската унија. Значи, изложена на сериозен притисок од страна на партнерите во Европската унија и се разбира од Вашингтон. И сега ова е за него тој тип на игра. И мислам дека Мицковски ја тера таа нивна политика. Морам да ти кажам... Друго, зашто друго, не можам да предпоставам што може да биде во прашање друго. Со други зборови, сега ние сме жртви на кариерата на Орбан, тоа ти е тезата, дека сега... И судбината на Груевски, да. Па добро, овој Мицковски има ли некаква самостојност од целата таа работа, мислам, што е неговиот маневарски простор? Па ја не би рекол, он е задолжен кај Груевски. Груевски него го постави на местото кај што го постави. Мислам дека Орбан му обезбедува овој сет медиумски... Добра, ама не е ли подобро и за Орбан и за Груевски ВМРО да се врати во владата и потоа таа позиција со еден продор кон европските интеграции, да одат на избори, кои што они нели така ќе ги добиеле и така натаму, и тоа истата приказна да продолжи на тој начин. Бидејќи вака ми делува дека само им се компликува, таа ми се чини една мала подотворена врата која што може се случи и да се затвори и потоа ништо од нивните планови да не биде, освен ако не име планот огромна криза во Македонија. Сега, Мислам, јас се ако плашам тоа не е од тоа. планот, Ако јас се плашам од јас тоа. не гледам дека Мицковски има капацитет да менаџира такви кризи, Зашто? ниту пак дека внатре партиите, па и СДСМ и така натаму би посакувале некаква таква криза. Зошто? Еве, сакаше да влезе во владата без него да не се носи. Влезе. Сакаше Дуи да излезе, еве и Дуи излезе. Сакаше да се постават сите, ќе направат и декларација со кој што не знам што. Дури мислам дека ќе донесат и некој механизам со кој што дури ако се смени уставот, да нема да важи реверзибиране процесот. Ако сме изложени на притисоци и непринципиелни кои го загрозуваат идентитетот и јазикот, стои во оваа иницијатива дека процесот е реверзибилен, односно ги прекинуваме преговорите и бугарите излегуваат надвор од уставот. Добро, Значи, тоа се и дури некакви компликувани варијанти, тоа не е ништо спорно. Со други зборови, сега доаѓаме во ситуација кога целиот меѓународен фактор, сите клучни внатрешни фактори минус Левица и ВМРО ДПМН гледат решение во ова, бугарите во таа криза во која они се наоѓаат, гледам дека немаат забелешки, не провоцираат во последно време на начин да тоа би го спречиле. Сега не можам да разберам логиката на овој Мицковски, бидејќи он кога се врати од Будимпешт од кај Орбан, всушност излезе со овие заострени нови услови, кои овие на една лидерска средба и тоа попладне, се му прифати и сега што? Што е сега аргументацијата зошто ние не ќеме тоа? Сега бара Советот на министрите или Европскиот совет да гарантира, односно не, да влезат бугарите кога ние ќе ги завршиме преговорите, а при тоа му е совршено јасно дека тоа не е возможно во рамки на оваа преговарачка рамка. А они друга преговарачка барем за сега нема да дадат. Сега јас не го гледам која е варијантата, кој притисок може да се изврши за Европската унија за да они дојдат у ситуација да ја сменат преговарачката рамка. Значи тоа се би ме потсетува на што оние чекори погрешни кои се правеа во однос со Грција. Све ние нешто нив чекај сега ќе ги надмудриме, додека стварно не дојдовме во една ситуација која да прифатиме и да направиме компромис кој е полош од колку претходните варијанти. Добро, додиме со сценариото до крај. Тоа значи дека ВМРО нема да сака. И сега се можни две опции. Или сега веќе
договарањето да преиде човек на човек во парламентот, зашто од ВМРО велат нема шанси, сите тие наши пратеници се ова се она, никој нема да гласа. Или второто е да кризата се продлабочува, ние сега да го распуштиме собранието на избори од идната година, што се вика, бидејќи кај да е јули, август, а дебата ќе трае колку што ќе трае, ние со сите рокови избори и така натаму сигурно во декември нема да одиме на избори, значи пак разговараме за каква пролет. На таа пролет и да победи ВМРО, тоа се веќе редовни избори, дури да победи ВМРО со, како да кажем, супериорна позиција во собранието, тие практично веќе немаат преговарачка позиција. Преговарачката рамка е распадната, бидејќи не ја прифаќаат, ќе влезат во преговарање на нова преговарачка рамка. На која од таму ќе добија одговор жесто. Барем што ќе биде, тоа ни Орбан, ни Свети Орбан не ќе може да ги испере. Тоа значи дека они севесно одат во ситуација само да дојдат на власт и ние да останеме во една стагнација по прашање на европските проширувања. Односно ситуација од која профитира најмногу еден, Путин. Во крајна линија не го гледам профитот на Груевски, бидејќи го спомнуваш Груевски. Што може да биде политиката на Груевски? Значи, ја ова разбирам, нели ми Алкос изрече и така натаму. Кај сите нив најдоа некакви правни механизми. Ти ќе платиш 35 милиони за овој случај, овој другиот малце ќе излезеш у затвор, овој другиот ќе ти го застариме, тоа го гледам. На Груевски не постои во оваа ситуација правна мознаш, освен простување од председателот, а сепак тоа е една long shot, да кажем, една перспектива. Значи, дури некаков ВМРО-вски кандидат за победи за председателски кандидат, ќе треба да му прави амнестија, аболиција, што ги ќе му прави на Груевски. Мислам, после сето ова како го развиваме, него шансите му се намалуваат за тоа, не му се зголемуваат. Така што не ми е потполно, не можем да ја догледам, знаеш, јас разбирам нелогични привремено позиции, или има нешто што јас и ти јавноста не го знае. Може би, јас реков има нешто што за сцената се договара, се преговара. Орбан и со Груевски, мислам е стварно предпоставка, немам никаква информација. Логицирам, да речеме, зошто Мицковски го смени ставот, односно го радикализираше веднаш по посетата на Орбан. Мислам, од таму вадам некакви предпоставки. Стварно не мора да е така. Понудата се 5 министерски места, без дуи во владата. Не знам како ќе реагираат другите албански партии. Алтернатива и Алијанса и БЕСА исто рекле дека не во ред, значи ќе добијат не знам колку. Што е нивниот проблем да извозат неколку месеци со оваа прогресивна една политика кон интеграцијата, да видиме преговори едно друго и да дочекаат избори од позиција на власт. Како што се умрени за ВМРО, за МВР, сакав да кажам. Се умрени за МВР и МВР ќе го имаат, и они знаеш што нивните умираат да имам, ако може нешто полициска некоја функција. И тоа ќе го имате, со тоа ќе излезат на избори. Зашто е тоа полошо за нив отколку ова што сега го прават? На крајот, има ли шанса според тебе, бидејќи јас морам да кажам дека на тоа не сум сигурен, ама има уште доволно месеци, знаеш, да стане едно будење во јавноста. Говорам за овој дел на јавноста кој е разочарано од СДСМ, разочарано од Европа, разочарано од СЕ, од временската прогноза и така натаму, нели овдека се. Ќе отидат на одмор, ќе се сунчаат, малце се избањаат, се тоа во ред и да се вратите и да кажат чекај ти сега Мицковски, што уствари ти на нас, што всушност ти на нас ни правиш и што бараш. Нели тоа малце една трики казино комбинација на Мицковски. За мене тоа е клучната непознаница уствари. Дали особено овој дел од јавноста кој не е ВМРО, а кој беше доста сензитивен на ова бугарско прашање, дали сега во една ваква ситуација, во едни вакви констелации, кај што стварно од сите страни добиваш, кажам, заштита од тие стравови кои може би да се реални, кои некој може би ја да споделам, дали тој дел од јавноста ќе ублажи емоцијата, односно дали ќе надвладе рациото во поголемиот дел од јавноста, бидејќи кога викаш Мицковски зошто иде, оди затоа што е факт дека огромен дел од македонската популација се апсолутно во тоа расположение. Што е малку ирационално. Ги гледам повторно неколкуте анкети меѓу кои на ВМРО анкетите што се објавија во последните недели и месеци.
Значи таму е јасно војството на ВМРО, не е тоа, не знам кокавото се на 20 и нешто од овие другиве се околу 3-14, имаат некакви 6-7% меѓу СДСМ и ВМРО разлика, но тоа не се цифри од типот на грците или не знам во Турција 48 на 37 на не се и повторно гледам меѓу 50 и 60% од луѓе кои викаат не сум заинтересиран, нема да гласам, не кажувам за кого, не знам за кого. Значи тој базен е се уште во една како кажам во една позиција кога може на различен начин да се мобилизира и мотивира. Оти сега, ако следува сега на ова одбивање на ВМРО, види, Борјан, јас и ти имаме контакти со, да кажем, нашите западни сојузници, пријатели, помалку пријатели и сето тоа, не како што се оди целата таа реалноста на меѓународната политика. Сите они практично многу се вложија, кој појавно, кој помалку јавно, овие еве у германскиот парламент декларации ќе носат. Што да кажем, откако Македонија посетија од председателот, преку канцеларот, министерката за надворешни, не знам тоа, ова министри за европски, тоа само се точкаат овдека и кои се уште не. И повторуваат македонски јазик, македонскиот народ. Говори ни држат со цитати од, како да ти кажам, мислам, она што го направи председател германски во парламентот, историски говор, па та срам да те фати, мислам, на кај сега чекај се, малце, да не е малце ова непријатно. Знаеш, не гледаат веќе со, веројатно со еден подсмев, добра, ако ви треба ова умилкување, ајде малце уште, не, ќе ве нанкам и цусла ќе ви ставиме. Добро. Ќерка ми мала, тако не ме сакаш, не си те гуштал денеска. Добро, ела те гуштал. Добро. Ама и да ме баци се, треба некој бицко да почне го бацуе. Сакам да кажам, они се дојдени веќе во ситуација да се ова последни напори со кои што мислам дека се обидуваат на еден емотивен и рационален начин да му објаснат на Мицковски дека прилично неговите барања се исполнети. Ја не знам дали некој мисли дека секоја запирка и секоја точка од тоа што ќе го предложи треба да биде прифатено од домашната и меѓународната јавност, фактори, политика и така натаму. И при тоа заборев еден детај кој е многу важен. Шолц во Кишњев. Не знам дали го прегледа неговото обраќање таму. Он сега има во Потсдам се сретна на неформална средба Макрони и Шолц. Една од темите беше и проширувањето. Таму има една разлика меѓу французите и германците, затоа што сега французите се за Украина, Молдавија и Западен Балкан, тоа све купче, што малку може да го искомплицира процесот на таа интеграција. Шолц вика вака, чекајте сега, Молдавија и Украина сега почнуваат, башка не знаеме Украина која територија ние ќе интегрираме. И вика, немојте да заборавите, вика, на се што направија земјите од Западен Балкан и, вика, особено Северна Македонија. Така е, да, по име и презиме. По име и презиме. Тоа се сепак сериозни варијанта и при тоа, пази, сега Шолц има, нели, се обидува Макрон да го убеди во тоа дека Западен Балкан сепак треба во некаков процес поодминат. Прогрес репорти, овие црногорци, срби преговараат, ние сме стварно напред отидени околу тоа хармонизација, тоа го правеше и владата на ВМРО и оваа влада, хармонизација на законодавство. Украина и Молдовија нема малку што од тоа имаат влезено во тие ситуации. И сега Шолц се бори да ја наметне таа една ситуација кај што нема Украина да биде главната во приказката него. Сепак ние да бидеме и се ние практично му одбагаме на Шолц. Му ја подкопуваме позицијата. Па може би е тоа смислата на планот за кој што говориш, кој што не е гаден во Скопје. И друга претпоставка зошто. Тоа веќе звучи на една сериозна вака, сега да не се бавиме со конспирации, ама овој што седи у Будипешта, тоа е дефиниција на конспирација. Види што, значи, на заговор. Геополитичката динамика, геополитичкиот земјотресение, да се изразам така, обаче е многу сериозно. И тука, ја мислам, ова е многу поголем залак од само Македонија. Ова се што се случува, пазите, а ние сме дел од пазлот. Кому му одговара? И тоа важен дел од пазлот. Кому му одговара повеќе на СДСМ или на ВМРО оваа можна варијанта да се одстапи од консензуални решенија во Европската унија?
ова што се заговара за промена, иако тоа, Боријан, ти сепак подобро се разбираш во тоа, ако тоа значи репреговарање на мастришки договори, практично на уставот на Европската унија, па тоа мислам дека ќе земе години и години ако се чека таков некаков процес. Или сепак мислат дека можеби со некакво решение на Советот и така натаму да се прерипнат тие фази на, бидејќи на тоа нема да се согласат редица земји во Европската унија. Не само Орбан. Се обидува, тој притисок внатре во Европската унија растеве, последно се во неколку групи земји членки се формираа посебни, неформални, кои го прават тој притисок во Советот. Ке видиме, сега има најавена една средба Макрон, Шолц и Дуда. Знаеш, трилатерала стратешка во Европа. Без британците сега тоа е таа трилатерала, да. И таму исто ќе стане збор за тоа прашање. Но види, пак има тука, тоа нема да може до крај да биде. Не сум сигурен колку тоа ќе важи за овој наш случај. Ова е повеќе се однесува и произлезе од таа една нервоза кој им ја направи Орбан во однос на одлуките кои ги носеа, кои се битни за Русија и за руската агресија во Украина. Тука немаме ние многу особено што топката е во нашиот 16-тник по прашањето на тоа како да се откочат преговорите. Значи, како што е познато, дури ни ВМРО ДПМН нема ништо против внесувањето на бугарите во уставот. Така што тоа веќе не представува, ми се чини, некаков голем политички залог за жртви, за профитирање и така натаму. И сега доаѓаме до една ситуација на еден, како да кажам, фудбал, не на мали голчиња, туку на маса она што се игра со овие рачките. Ова пимплање, ова дриблање на целата јавност, на целата иднина на државата, за не разбирам што, заради интересот на Орбан или на Груевски, тоа мене не ми и има уште една предпоставка зошто на прашањето твое зошто. Затоа што малку е незгодно он сега да отстапи од ова, да рече, па добро, сега еве прифаќам. Јас ги читам заканите што ги праќаат до него, од овие врвниве новинарски пера, десничарски, некои не ги знаеме. Да. Некои што они би сакале да формираат влада ако може, они би сакале секој министар со нивни подпис да биде. Слушај ти, друже, како беше? Вака треба сега, зашто не постапите така? Неколку овие портали кои што се очигледно се таму има еден хаос во ВМРО, мислам, не знаеш која струја што завзима, кој према левица, та према ова, па према Русија, па некои платени од Русија, па секако што треба. Тие закани ги гледаме, нели, кои се сведуваат на тоа, значи ти само сакаш и у влада да влезеш. Тоа е отприлика дефиницијата на тоа како незгодна му е позицијата. Незгодна му е позицијата. И знаеш како, ако ги прифати, Сашо, реално види, да се вратиш ти на власт во влада без избори, тоа не е баш нешто што треба биде незгодно. Ама добро, не, знаеш како, ризик, објасни позиција, како? Затоа преска реков, многу е важно како ќе реагира пошироката јавност, бидејќи мислам дека избори добиваат ако вака да речеме се сега, па се утре идеме на избори. Но ако отстапи он од оваа позиција, знаеш како, кај луѓето кои тоа е проблем, тоа чувство на страв во однос на бугаризација и не знам што, он отстапува и ги губи, тоа е голем број, пази, голем сет на гласови. И сега, знаеш, исто сакам да кажам за СДС. СДС, па од друга страна, не знае да го искомуницира тоа како што треба. Мислам, они верглаат неколку фрази. Не, види да ти кажам што ќе се случи со СДС. На овој начин, како што Мицковски води политиката, на СДС ќе му дадат кауза во раците. И тогаш со помош на разноразни консултанти, стручњаци, домашни, странски и така натаму, СДС се врати во ситуација на политичка офанзива. Бидејќи СДС има проблем со целата оваа, како да кажам, заглавеност во која се наоѓа, бидејќи делува неубедливо. Ако најдат човек што ги научи да се изразат и да малце наративот да го дотера, само дека треба да објасна. Погасен проблем отколку проблемот да не влеземе во Европа. Знаеш, ја не сум ги чул СДС да кажат луѓе, ве разбираме дека имате стравување. Ти не можеш да идеш анблок, вие сте антиевропски. Мислам, знаеш како, не зборам за ВМРО, зборам кој им се обраќаш на... Двете пропаганди се толку здодевни. Тоа, банални. Мислам, банални, одвратни, ниски. Те овој портпарол, те оној портпарол. И двете, мислам, и на СДС. Вие ова, вие она.
Ама сега, тоа ми е поентата, ако овака заглавиме веќе формално, со јасни позиции од тога кој што сакал, добил, не добил, а сега не сака, тогаш ќе се создаде, ми се чини, една нова позиција и во јавноста во која што ќе можат овие да создадат една мобилизирачка атмосфера, бидејќи сепак се проевропските сили овдека веројатно побројни отколку антиевропските сили, дури и меѓу етничките македонци. Да не говорам за вкупната бројност на граѓаните. И јас тоа стално го мислам дека меѓу етничките македонци има тоа едно незадоволство од непринципиелно седна на ЕУ, јас сум меѓу нив, но ако ги ставиш во позиција нема више Европска унија, тука застанува патот со Европска унија, тогаш мислам дека инстинктот проработува. Значи, бидејќи стварно е многу непредвидливо што би се случувало ако ние останеме изолирани во тој пакет со Косово и Босна. Стварно е многу непријатно. Како ја коментираш позицијата на Дуи? Мислам, Дуи на крајот покажува една, барем ова ја што го читам, значи истиот ден вратија, ние сме проблем, ние излегуваме од влада. Таа самодоверба како да им недостасува на многу на други, се разбира со сите обвинувања дека Дуи вакви, такви, едно друго корумпирани, практично Мицковски веројатно 70% од платформата за критики ја насочува кон Дуи, а дека СДСМ е само приврзок и така натаму. И одеднаш Дуи уопшто не преговара. Ние сме проблем. Одма да дојдете у влада, ние излегуваме. Толку се супериорни Дуи на политичка сцена што викат нема проблем, 5-6 месеци пречекаме до избори, секако победуваме. Види, они антиципираа на известен начин позицијата на сакат Мицков. Тие да не бидат проблем. Да го истераат Мицко на чистина, да кажат ти си цело време проблемот. А не ние, без разлика дури и да ги е точно таа нивна позиција. Меѓутоа вака го натераа Мицковски да остане сам на една ветрометина. Ние сме проблем, ние се повлекуваме. Се што ти е проблемот на тебе? Мицко нема одговор. Не знам, мислам, тоа беше стварно една доста јака игра, брзопотезна шахмат вака позиција, го стаја непријатно се разбира. Не, и сега е стварно тешко, мислам, да се предвиди. Не, он нема да гласа. А како ќе се одвиваат понатаму работите, ќе има се што мислам на политичкава сцена ќе гледаме во наредниот период. Види, симптоматично ми тоа барање на Мицковски пак на нотар, изјави, пратениците, стварно е навредливо за тие луѓе, разбираш? И е доволно индикативно за тоа дека он свесен дека меѓу тие луѓе постојат пратеници кои мислат дека не е добро ВМРО ДПМН да биде кочничерот и дека ВМРО ДПМН треба сепак да се стабилизира во рамките на една демохристијанска идеологија и стабилна во контекстот на европското семејство, прозападна и така натаму, да. Неделава заминуваш за Струга, кај што ќе се одржува прес-патерумот. Јас за среќа не морам да одам, бидејќи нема потреба од дневни изластувања. Така. Следната емисија секако ќе те вклучиме од Струга. Каков е таму распоредот, каква е програмата? Ќе дојдат ли доволно квалитетни, важни луѓе меѓународно за да овие теми можат и таму да се не знам, има информација, например, Мецола, председателката на парламентот, требаше дојде откажа. За Ескобар слушам че дошол, нема да доаѓа, Рикер исто откаже, иако сега Рикер не е официјален. Не е нешто вау, мислам, овој пат. Нема да биде место кај што ќе може ова да се на друго ниво разговара. Секако ќе се разговара и ова, ќе стане збор и ќе биде тема. Претпоставам дека Мицко ќе биде во Делчево на отварање нешто, трибина, чешма. За така ќе одржува. Но добро, ќе слушам што се случува по ходниците, по Струга, по Дрим хотелот, па ќе се вклучиме. Следново издание на политиката ќе го посветиме на сите ходници и коридори во Струга, хотелот Дрим. Ќе биде баш Дрим. Добро, Боријан, мислам дека за денеска сме добри, до 30 на минути, што е сосема доволно за една ваква, како да кажем, релативно
ми се чини, знаеш, може би и заради времето малце се искомбинира ова врде секој ден. Може би и заради тоа што сме веќе уморни од ова, како да кажем, едно натегување ваму, таму, без никакви јасни цели и Исцрпува. Исцрпувачко. Исцрпува без везе, енергија која би требала да се вложи во стварно работи кои се Неверојатно. многу важни за квалитетот на животот, но тоа е тоа, на саш еве, гледаш и ние еве мораме да разговараме за тоа, мислам Така е. просто Не можеме просто да превикнеме, обседнува, не може да те превикнеме обседнува тема. и тоа е тоа, опсада. Добро, ова е се за денеска политиканти.мк. Продолжете да не слушате, добро ни одат сабскрајберите, си се претплаќаат луѓето, си добиваат навреме информации. Ќе имаме и гостин следната недела, освен што Боријан ќе биде во Струга, па ќе се јави од Струга, се надеваме дека ќе имаме гостин. И така, Боријан, тоа е Ништо тоа. се, слушаме од Струга, поздрав. Поздрав и од мене.